Здраво, дечки! Излеговме во парк на ова преубаво време. Нема сонце, многу се уплашија дека ќе врне, затоа нема многу гужва, што на нас одлично ни одговара. Излеговме да поразговараме на една опасна тема. Темата може да ја видите тука. Кога духовноста и религијата стануваат токсични? До мене е мојата пријателка Дора Попова Узуновски, психолог и психотерапевт. Имам многу што да кажам за незе, ама Дора ми рече доста е. Ќе си гуглате ако сакате да знаете повеќе за незе. Тука сме да збориме на една тема. Јас можам слободно да си ја викам Дора, зашто Дора ми е одамна пријателка. Со Дора имаме многу интересни заеднички теми, па затоа она беше иницијатор да поразговараме и на оваа тема. Темата е малце, знае да биде во малку и контраверзна, знае да биде малку и предизвикувачка. Сепак, знаете дека ова е наше мислење, но многу од вас може и нема да се согласуваат, може ќе се пронедат во некоја област со тоа што ќе збориме. Бидете толерантни, живееме во демократија, во секуларност. Кажете ваше мислење во коментари, доколку имате, ве молам само без хејт и недолични коментари. Да ја офатиме оваа тема, да ја започнеме, да ја предизвикаме, заедно да дискутираме и во коментари. Ќе се потрудиме ова видео да трае 20 на минути. Ако има потреба, ако пишете коментари, ќе направиме и подолга верзија. Така Дора? Така е. Дора, од кај да почнеме? Ајде првин за малку за насловот. Гледаме во насловот има духовност и религија. На некој тоа им е исто, на некој тоа им е различно. Што мислиш ти, Дора, која е разликата помеѓу духовност и религија? Така, прво сам се заблагодарам што го прифати овој денешен ден, вака да снимаме убаво и да поразговараме на оваа тема. И што можеш да мислиш во пресред, нели со целата твоја опрема, и сето тоа, и да можеме нели тоа да го направиме да изгледа сето убаво. Меѓутоа, која е разликата меѓу духовноста и религијата? Значи, денеска во научната психологија и во психотерапијата се кршат копија за оваа тема. Зошто? Бидејќи во еден дел научната психологија сепак вели дека ние луѓето сме тродимензионални, односно дека сме составени од тело, душа и од дух. Меѓутоа се уште онаа класичната научна психологија и психотерапија, таа третата димензија, односно душата и поврзаноста со Бог и сето тоа на некој начин не целосно ја признава. Иако е темата многу нова и се повеќе излегуваат истражувања кои што потврдуваат и како дека Бог постои и во нас и надвор од нас. Меѓутоа се уште можам да кажам дека таа тема истражувањата се во некаков почеток. Знаеш, Златко, кога имаме одредени науки и нели секоја наука има почеток, има своја историја. Можам да кажам дека истражувањата за Бог во психологијата се допрва на почетокот. И веројатно после некои 100-200 години, кога можеби ќе биде етаблирано сето тоа на некое друго ниво, кога развојот на свесноста ќе биде на некое друго ниво, а можеби кога науката ќе биде пософистицирана да може тоа да го измери, а можеби нема да биде, нели не знам, тогаш можеби веќе ќе биде поетаблирано сето тоа сознание кое што ќе го имаме. Меѓутоа, духовноста е нашата трета димензија. Е тоа што ние го носиме во нашите најдлабоки слоеви на личноста. И тие се уште неистражени, недопрени слоеви, меѓутоа ние со нив се раѓаме. Духовноста не е нешто што ние го учиме, него веќе со тој потенцијал, со таа душа, ние внатре во себе се раѓаме. Можам тука да го кажам примерот на Виктор Франкл, кој што е еден од најеминентните психолози и психијатри во историјата на психотерапијата и на психологијата, и кој што има преживеано 3 концентрациони логори. Во Втората светска војна, и токму во логорот тој ја создава логотерапијата. Логотерапија? Да, после токму во логорот тој го искористува логорот да создаде логотерапијата, која што после станува еден од правците во психологијата и во психотерапијата, која што е многу барана, која што денеска се користи при работа и така натаму. И неговата главна тема е која е смислата на живењето. И Виктор Франкл е баш тоа интересно што Бог го открил точно додека бил во логорот.
Ако ги читате неговите книги, литературата која што ни е на нас достапна во однос на сето тоа, има многу добри поенти и таа тродимензионалност он ја спомнува во своите научни книги, во своите научни дела и така натаму, меѓутоа доколку читате различни автори кои што се занимаваат со таа тема и кои што на некој начин во себе допреле во тие подлабоки аспекти на личноста, ќе ви го кажат истото. Бидејќи духовноста е различно искуство. Сите ние имаме различно искуство со духовноста. А духовноста е тој дел во нас кој што е некако на некој начин до некаде обратно пропорционален од нагоните од телото, од телесното. Ова запишете го, интересно. Од една страна е обратно пропорционално, меѓутоа има трик. Од друга страна пак се споени. Вистината е дека нели сето тоа што ни се случува сепак на ниво на душа се случува на ниво на тело. И знаеме, веќе и научно е докажано и самата веќе и модерна медицина се повеќе тоа го прифаќа, дека на пример и болестите кои што ни се случуваат у најголемиот процент се психосоматски. Да. Ако отворите на сајтот на Американската медицинска асоциација, таму има еден податок дека дури 80% од пациентите кои што доаѓаат на доктор да бараат нели лекарска помош се поради стрес. И дека болестите во голем дел дури до 80% може да бидат психосоматски, односно тоа што ни се случува на ниво на душа, на ниво на психа, после се манифестира на телото. Меѓутоа, што е душата? И во кој момент се разделуваат умот од душата, нели, пошто ние знаеме да кажеме дека психата и телото се поврзани, меѓутоа сега што е со оваа третава димензија? Таа е лепа. Каде е делот, нели, каде што се поврзуваат духот и душата? Тоа е нешто, се разбира, кое што никој до сега не го истражил, никој не го открил и не можеме да видиме до каде, меѓутоа факт е дека повторно умот е тој што ни е потребен за да би можеле да проникнеме таму и да стекнеме таква свесност. Што се однесува до религијата, религијата е само каналот. Религијата е каналот низ кој што духовноста продира. И сега секој човек, секоја личност ја одбира својата религија. Ние религијата можеме да одбереме, со религијата не се раѓаме, меѓутоа со душата се раѓаме. И душата е таа која што ја одбира религијата, односно нели сепак и ни ја наметнуваат општествено, меѓутоа се разбира ние кога стануваме возрастни луѓе, можеме да одлучиме и да промениме религијата доколку сметаме дека таа религија не ни одговара, дека тој вредносен систем не го поддржува нашиот и така натаму. Меѓутоа во суштина секој човек што ја разбрал духовноста многу полесно ќе ја разбере религијата. И тука во тоа се состои разликата меѓу токсичната религија и духовност и таа што е лековитата. Начинот на кој што ќе ја разбирам, кога исправно ќе ја разберам духовноста, исправно ќе можам и да ја прочитам религијата. Така, ќе дојдеме до тоа, да не брзаме. Ми се допаѓа тоа што го спомна за тродимензионалноста на човекот. И во светската литература ќе најдеме нели повеќе поделбина, повеќе слоеви кај човекот. Ја едно што ја знам на пример како дека човекот се состои од тело, дух и душа. Како беше тоа? Така истото. Тело, душа и дух. Тоа е тоа. И психологијата, зборот психе, ако не се лажам, беше душа. Да. Психе е душа, да. И така што нека не ве воопшто изненадува што психолозите, истражувајќи душата, бидејќи тоа е нивната наука, навлегуваат и во духовното, во теологијата. Па може ќе се збуните во теков на разговорот кој е тука теолог, кој е психотерапевт, ама тоа не е една заедничка тема, интересна тема со Дора и затоа дојдовме тука и мене ми е често можам да имам Дора што може од една професионална перспектива да ги обработи овие теми. Дора, ајде директно во сршта на темата. Верувам и гледачите се многу интригирани од самата тема. Кога духовноста и религијата стануваат токсични? Така, духовноста и религијата секогаш стануваат токсични кога човек ќе го изгуби контактот со материјалната реалност. И кога секогаш едноставно ќе се оддаде целосно во тој свет на духовноста или на религијата, меѓутоа го губи контактот со реалноста, односно дека ние живееме сепак во еден материјален свет на сега и овде. И за сметка на духовноста или на религијата ќе ги потисне несвесно сите своји потреби. Односно ќе ги потисне сите своји нагони. Што тоа значи?
Поентата не е со духовноста и со религијата ние да не бидеме свесни за тоа што го чувствуваме како нагон, како потреба и така натаму, бидејќи во нашите нагони често пати има и негативни потреби. Луѓето имаат и агресивни нагони, имаат и агресивни потреби и така натаму. А сето тоа доаѓа од моментите кога ние сме биле длабоко повредени. Дали во детството, дали во некои други трауми. Секоја своја траума раѓа во себе, значи, повреда која што после генерира и тага, но и љутина. И ако не е освестена, таа генерира еден вид на агресија. Тоа е приказната за повредениот повредувач. Не случајно знаеме, значи, дека во психологијата, например, секој кој што покажува девијантни однесувања, психопатски однесувања, социопсихопатски однесувања и така натаму, ако ја истражите неговата историја, ќе видите, нели, дека тој човек бил и како многу повредуван, дека имал и како некое тешко детство. И сега, значи, кај овие луѓе, што се случува? Они имаат потреба да таа енергија која што е длабоко потисната во нив некако ја извадат од себе. Меѓутоа, често пати тоа го прават на неприфатлив начин или во небезбедна средина, пошто толку се осудени од страна на општеството, а и самите не побарале, например, стручна помош. И сега, во тие моменти, имате, например, верници кои што ќе ги осудат тие луѓе. Меѓутоа, во суштина, малку ги разбираат. И тука, во тој момент, религијата има една своја токсичност. Значи, едноставно го прифаќа тој наметнат морал како да е конечен и ги негира тие внатрешни, агресивни, едноставно го негира животното во човекот. А животното во човекот е тоа што е врзано за телото. Да. И многу интересно тоа кога ќе се трансформира, кога ќе се освести тоа внатрешно животно што е врзано за телото, тогаш, значи, станува, тогаш вистински може да се поврза со Бог. Меѓутоа, ние не можеме да го, да истапиме од своите нагони, од своите потреби за сметка на Бог и на духовното. Ако тоа внатре во нас не го освестиме, тоа седи како потиснат материјал кој што може едноставно да направи една автоагресија, кој што после па излегува во некој друг вид на болести или во некоја друга форма на психосоматика и така натаму. Фала. Темава е доста длабока. Се надевам ако повеќе ве интересира, фаќајте белешки, вратете го видео. За токсичноста знам дека имаш и ти многу од твоите клиенти, некои што се верници, каде што верата малку можеби по лошо канализирана, може да им прави некои проблеми, некој токсично да им влие. Ќе те прашаме за конкретни примери. Прво сакав ја да давам еден мој осврт на темава, бидејќи сум доста поприсутен и во меѓуверските заедници, почесто имам контакт со... Да, еве, што ти мислиш за токсичноста на религијата и на духовноста? Дали ти имаш некое такво искуство? Дали си сретнал? Прво, морам да ја признаам, значи, објективно, дека тоа постои. Понатаму ќе кажам и тоа дека порано, во времето кога бев атеист, тоа многу ме одбиваше мене, целата таа злоупотреба на религијата, и намерна и ненамерна злоупотреба на религијата, на духовноста. Има многу бројни примери сега во светот и зависно од кај ќе дискутираме, дали за америчкиот континент, дали за Европа. Ја повеќе би сакал за Македонија, за Балканот да се осврнам, каде што ние повеќе си имаме ќе зборувам за она блага токсичност, каде што не доаѓа до некои психосоматски заболувања, ама сепак ги насочува луѓето кон некои суеверија, кон некои празноверија, кон ритуали, маги, бајачи, гатачи, па нели да идат кај некои самопрогласени исцелители, за да не спомнувам имиња, нели да не хейтам, ги знаете од некои од Македонија, каде што луѓето и пари оставаат. Сум бил и пациент на онкологија, каде што во живо сум можел да гледам пациенти до мене, што лежеле лево, десно од мене, како наместо да примаат медицински научно докажана терапија, некој ги излажал, оди во тој манастир, има некоја лековита вода, земи тоа, вака, намигни на некој... Еден мене ме советуваше, и дури медицинско лице, нема да ја спомнам, гушкај ги дрвата. Ако ги гушкаш дрвата, тие зрачеле со некоја вибрација од 8 Hz, внимавајте, дури бројка ми кажа, и дека тоа лековито ќе действува. И дури имав прилика да зборувам и со мојата докторка што ме водеше, ако го гледа видео, нема ни да се сеќава, одамна беше, каде што ја прашав со таквите пациенти кои незиното искуство, она ми рече, вика, ќе одат кај леден, кај друг, ќе ги лажат, вика, со лекови, не јади ова, и пи она. Вика,
и ќе видат дека ништо тоа не делува, ќе ми дојдат вика во четврт стадиум со метастази на секаде, вика и потоа што да правам ја? Потоа е касно да се делува. Има многу, значи многу токсични примери сум гледал. Така што да, ние мислам дека треба, само затоа што некако мислам токсичноста кај нас доаѓа од тоа што луѓето не настапуваат разумски кон верата. Например, ние сме доминантно православна земја, христијанска земја, особено нели македонската популација. Ние сме правили анкети, колку од нив имаат прочитано Библијата. Абе не знаат од 10 Божји заповеди 3 Божји заповеди да набројат. Колку пива знаеш, 15 ги ти ги наброи. А се декларираат како големи верници. Да, така е. И тоа е токсичното во религијата. И ако те надополнам сега, има и уште една токсичност во духовноста, например. Јас, например, сум имала клиенти кои што се оддадени целосно на јога или на такви некои ритуали како што ги наведе, меѓутоа каде го губат контактот со реалноста. Не знае во банка да пополни уплатница. Не знае да излезе да разговара со некого во најосновна комуникација. Значи нема работа. Значи имате луѓе кои што едноставно се целосно дадени на некакви, како што кажат, и ритуали, на некакви дишења, на некакви медитативни состојби, на некакви молитви, меѓутоа не се тука, не се во сега и овде. Едноставно реалниот свет нив ги фрустрира. Дури реалниот свет е тој што нив ги одделува од тој нивен свет таму кај што се тие. Ете тука е моментот каде што религијата или духовноста и како може да бидат токсични и човек да едноставно да се откачи на некој начин од реалноста. Меѓутоа, секогаш па од друга страна духовноста и религијата се лековити тогаш кога тој свет, духовниот, ние можеме да го споиме со реалноста преку нашите дела, најмногу преку нашите дела. Па и кога веќе нели збориме за христијаните, ние веруваме дека Бог се отворил во телото на Исус Христос. Тоа не бегало од телесното, од материјалното, дошол меѓу нас да биде не само трансцендентен, туку и иманентен. И морам да спомнам дека една од главните првите ереси во христијанството бил гностицизмот. Гностиците верувале дека телото, материјалното е грешно, а духовното е добро. Значи телото е зло, духовното е добро и тоа што ти на почетокот го начина да се ослободат од нагоните, да бегаат, секој нагон е грешен. Знам луѓе, не знам дали ќе ви е познат факт, дека дури и во брак се лишуваат да имаат односи, верувајќи дека сексуалниот однос е само за репродукција, а не за едно уживање, да речам, во љубовта. Кога веќе идеме во таа насока, можеш ли да кажеш некој пример, клиент, сосем нормално анонимно, некој пример на верник што идел во таа, што се борел со таа токсична. Да, значи во терапијата имаме, јас и во терапијата многу работам користејќи го Бог и духовноста. Меѓутоа, ајде прво да одговорам на твоето прашање. Јас најекстремниот пример што сум го видела е, знам дека таткото ја тепаше својата ќерка во име на Библијата. Сериозно? Значи тоа например беше една ситуација во која што ја бев шокирана дека дури е оправдано неговата идеја на човекот беше дека е многу потребно да се следи тој морал и дека ако не се следи човек треба да биде казнет. Дека тој библиски морал ако не се следи човек треба да биде казнет и он на таков начин ја казнуваше својата ќерка со тоа што значи беше принудена да оди секоја недела на молитви, на литургии, на сите тие обреди што ги има нашата ритуали кои што ги има нашата православна црква и религија. Да едноставно девојката веќе кога дојде како возрастна на терапија, кога сето тоа го раскажуваше во текот на терапијата, во нејзе внатре имаше само еден голем страф од Бог. Дека Бог е лош, дека Бог казнува. И дека таа ако не ги следи слепо сите тие Божји заповеди така натаму, таа ќе биде најсурова казната. И така таа себе си некако постојано несвесно се одделуваше од материјалната реалност и од пријателите, имаше големи стравови од грешка и така натаму, само да не биде казната по секоја цена. Дури не можеше, беше блокирана во основните секојдневни активности.
да не може да оди на работа, да не може да најде работа и така натаму. Значи, постојат и други примери, значи сум имала и други примери, на пример каде што во името на религијата, клиент на пример во името на религијата одбива да направи некое добро за себе, верувајќи повторно дека ќе биде казнет на тој начин. Значи, луѓе што одбиваат трансфузија на крв. Да, Мислам дека- на луѓе, да. Во екстремна смислова ти што го кажа, нели, дека на онкологија, да, и тоа значи ми е познато, тоа се веќе екстремни стварно случаи на верници каде што значи тој верува не само на онкологија, не сака да оди на лекар, не сака да оди на доктор за било каква болест, верувајќи дека Бог нели тука ќе биде, дека ќе му помогне. Тоа е повторно нели едно токсично верување. Еден од евангелистите од 4 евангелија, Лука, бил лекар на пример. Ако тој можел да биде лекар, колку Така е. помалку ние верници треба да одбиваме медицина. Златко, кое е твоето искуство со Бог? Твоето лично Да. искуство? Сега ме враќаш на некои спомени. За некои што, не знам, читале мојата книга или гледале моите видеа по социјалните мрежи, многу пати имам спомнато дека порано сум бил атеист до мојата 20-та година негде отприлика. Како мал израснав во едно традиционално православно семејство кое што за Божик ќе речеше Христос се роди, за Великден Христос воскресе, ќе се чукнавме со јајца. И во голем дел од другите денови воопшто темата за верата не се ни спомнуваше. И кога дојдов во моите едукативни денови во основно па потоа и средно образование, многу ме привлекува ние природните науки, математиката, физиката, астрономијата. И речиси подсвесно ми се бризга во мене тој натуралистички светоглед. Дека се е создадено од материја, енергија, природни сили, гравитациона сила, електромагнетна, дека се може да се објасни со тие сили и енергии и дека нема место за духовен свет, за Бог, за ангели, ѓаволи и така натаму. Се до момент кога малце подлабоко не нурнав во конкретно во физиката и читав некои статии од познати научници каде што видов дека тие самите врвни научници согледуваат дека овој свет не е случајно настанат, туку е плански создаден, комплексно дизајниран. Детерминиран на некој начин. Да, на некој начин, особено во неговите почетоци, за да имаме оваа денешна средена, не само вселена, туку и планета која поддржува живот, нашата ДНК, колку е комплексна, колку изворедно работат сите наши системи од телото, Така е. крвниот систем, нервниот, имунолошкиот систем. Сватив дека не може да е сето тоа случајно, мора да е плански создадено, ама повторно заради големи предрасуди кон религиите, од она што сум гледал, не знам, близначките која ѓурна на 11 септември 2001 во претходно крстоносните војни, па гледајќи како бизниси се случуваат некои во име на Бога, во име на црквата, тоа ме оддалечуваше до таа мера да дури не ни влегувам во црква. Така, моите ќе влезе, ја од страна ќе седам. На време ќе го пуштеа Исус филмот, малце ќе ме заинтересираше и интересна личност. Се додека не дојдов до баш она верници кои што читаат и веруваат и разумски ја сваќаат и ми даваат така некои интересни книги, материјали да истражувам малце околу верозостојноста на Библијата, историчноста на Исус, чудата, воскресението, аргументи, библиски пророштва кои што се ствариле. И одеднаш ме бомбардираа од сите страни докази што мене ме насочија дека тоа, нели, Исус е реален Бог, реален спасител. И негде 2003 беше летото каде што можам да речем дека јас со лична одлука станав христијанин, да го следам, да не одам, мислам да не живеам некој суетен живот само за тука и сега, за работи, потроши пари, биди некој нешто во општеството, туку да живеам согласно христијанските вредности за Божја слава, за изградба на Божјото царство, кое што верувам дека е реалност во иднина. Потоа, уште некоја минута само за моето едно искуство што сум ги имал, веќе спомнав за мојот пат на онкологија, на наша онкологија тука, каде што од 2003 станав верник, да речем, во 2007 се заболев од канцер, од рак, и тоа во трет стадиум, каде што се соочив, да речем, и тука можам да кажам дека кога ми било добро и убаво, многу помалце сум сум мислел на Бог, сум се молел, ама кога малце ќе се соочиш, кога смртта ќе ти стане поблиска, мојот молитвен живот па се појача. Речам, многу повеќе се молев и дури кога мислам се ретроспективно, сите велат како го поднесе тој кошмар, тој мрачен тунел. Не, многу една посебна близина чувствувам тие 2 години кога имав 2 операции, 8 циклуси на хемотерапија, по 5, тоа се 40 хемотерапии, па после имав пак во 2014
и 21 малце така еден релапс. Значи, тука Бог го осетив многу поблизок, многу по неговата милост многу поблиска до мене, многу Бог ме научи тој период на многу работи, многу ми искористи кај животите на други пациенти. Така што од сите искуства нели што ги имам многу со Бог, едноставно секој дневно тој однос со Бог гледам со молитва, со читање на Светото писмо да го одржам, ама тој период би го одвел како посебен. Кога Бог ме калал, ме делкал малце тој период. Дали, еве, зборевме за токсичноста Дора на религијата, дали религијата може да има и лековито дејство? Така е, како не. Ајде малку за таа димензија. Да, пред малку спомнав дека аз во терапијата често го користам Бог и односот према духовноста на моите клиенти. И на крај искрено сум видела дека често пати клиентите кои што пробале разноразни психотерапии, разноразни правци, на крај најголемиот дел кога ќе дојдат до таму, до соочувањето со Бог, со духовноста, тука почнува нивното вистинско психолошко исцелување. Заради тоа што во психотерапијата ние имаме многу начини на работа за работа со трауми, за работа со тешки состојби, депресија, анксиозности и така натаму. И не викам значи дека тие не се потребни, дека не се полезни, се разбира, јас ги користам. Меѓутоа, тука има еден момент каде што тие техники, кога ги користиме нели онака без употребата на духовноста на Бог, окей, ние ќе ја составиме личноста. Ќе ја направиме да биде функционална. Меѓутоа духовноста, она веќе тогаш е спремна да ја прими духовноста. И во тој момент тие рани, веќе тие трауми добиваат поинаква смисла. Значи добиваат една многу попроширена слика луѓето за тоа зошто тоа нешто им се случило или како баш на нив им се случило и така натаму. Сето тоа добива една многу повредносна смисла за нив и после нели откако веќе ќе помине целата таа болка, целата таа лутина, целата таа тага, траума, се што било преживеано, ќе речат нели па ако не беше тоа искуство тогаш, јас немаше да се изградам во овој што сум сега. Нешто слично еве и на твоето искуство со онкологија. Да. Ако не било тоа искуство, можеби ти немало да ги осознаеш. А сите овие ствари, значи за самиот себе, за својата душа што ги знаеш денеска. Меѓутоа, кога јас работам со Бог и со духовноста, значи прво мораме да кажеме дека Бог и љубов е едно исто. Бог и љубовта се споени. И постојат значи научни истражувања, има една нова научна дисциплина која што се вика невротеологија и која што се занимава со тоа како духовните процеси влијаат врз централен нервен систем. Се покажало дека најсилната комбинација, најлековитата комбинација е медитацијата и молитвата заедно, кои ќе се спојат во едно. И дека за разлика од сите други психолошки процеси кои што се случуваат на пример во мозокот, медитацијата и молитвата се комплексни процеси. Се комплексни процеси и во мозокот се активирани многу делови, многу аспекти кои што едноставно во тој момент функционираат како една совршена целина. Научникот кој што ова го истражува вели дека после долги години, нели како ги правил неговите истражувања, поготово на монаси и на луѓе што 20-30 години употребуваат медитации, молитви и така натаму, значи он вика дека мозокот на тие луѓе е многу поразличен од мозокот на просечен човек. Нивниот мозок го споредува, вика, со последниот модел на Порше, како да го имате пред вас. Значи, тоа е тоа. И тоа е многу една интересна споредба, а инаку, јас кога ќе му кажам на еден клиент, затвори ги, например, очите и пробај на ниво на тело прво да алоцираш љубовта. Не одам секогаш нели со најде го Бог во себе, бидејќи човекот може да не е верник. Так. И ќе речам нели лоцира љубовта во себе. Он ќе ги затвори очите. И едноставно тој е еден архетип кој што се случува кај најголемиот дел од клиентите и ќе рече љубовта ми е во срцето. И не случајно некако и метафорички се изградил тој момент дека љубовта е во нашето срце. Јас ќе го прашам, а како знаеш дека е таму? Како во овој момент ти знаеш дека тој е таму? Он ќе рече не знам, ама едноставно знам дека е таму. Го немам одговорот на тоа зошто е така, меѓутоа знам дека е таму. И едноставно чувствата, еве, ако не го искористиме јазикот дека тоа е Бог, нека биде љубов. За некој друг е универзумот, за некој друг е некоја енергија дека нешто постои,
Меѓутоа чувството е секогаш исто. Интересно. Значи, дали ќе се појави љубовта како концепт, дали е Бог, дали е универзумот, дали е некоја виша сила, која што е необјасната, чувството е исто. И секогаш чувството на стапување во контакт со срцето го дава тој момент на мир, на спокој, на опуштеност, на олабавеност, дека се е во ред. И дека всушност ние луѓето често пати одредуваме на нас што ни е пријатно или непријатно според сензациите на телото. Ако нели, значи, ако јас сега се најдам во некоја ситуација што мене ми прија, онда на телото му прија. И тоа е еден површен поглед на стварите. Меѓутоа, кога длабоко ќе се спуштам таму во себе, во контактот со срцето, некако кога ќе го се почувствувам тој мир, тој спокој, таа љубов, тоа едно чувство на сигурност, на безбедност, таа болка тогаш на телото оттапува. Бидејќи не сум во тој контакт со болката, не сум во тој целосен контакт да се препуштам на неа, туку има нешто повозвишено внатре во сите нас. А луѓето условуваат како ќе се чувствуваат повторно во зависност од тоа дали ќе се најдат во пријатна или во непријатна ситуација, па ако се најдат во непријатни ситуации, знаат да кажат: ете, Бог е лош. Ако Бог беше добар, ако Бог беше љубов, значи немаше да ми го приради сето ова. И ќе каже: јас заради тоа не верувам во Бог. Јас сум лут на Бог. Меѓутоа сето тоа не е точно. Вистината е дека Бог е не ни добар ни лош. Бог е тој што е. Извини што ќе Таков ти се како што увртам. е. Та една позната моја статија што ја инкорпорирав и во мојата книга околу баш тоа прашање: ако Бог постои, тогаш зошто постои зло и страдање? Таа статија ја пишував на креветот онкологија, каде што во левата рака имав инфузија, цитостатици примав, со десната рака на лаптоп ја пишував. Секоја ти чест, браво. Каде што баш тој трнот на злото, на страдањето бил во мене и можев така поблиску да ја пишувам. И пак луѓето некој ги привлекува, некој ги оддалечува, зависи како ќе го интерпретираат, како ќе, нели, дали вистинско, дали лековито ќе им делува тој тунел или уште повеќе ќе ги огорчи, ќе ги Дора, зборуваме повеќе од пола саат. Спомнавме предизвик 20 минути, ама нека пробаат гледачите на овие теми, ако некој успее за 20 минути да ги срочи, даваме награда. Ајде малку полично и со тоа можеби и ќе завршиме. Кој е твоето лично искуство? Верувам и гледачите ќе го интересира со Бог. Да, тоа е многу интересно прашање. Јас исто како тебе бев атеист. Поради тоа што мислам, јас потекнувам од едно интересно семејство, каде што некако мајка ми и татко ми се луѓе кои што имаат различни вредности, да не речем спротивни многу. Често пати како дете, како што растев, ја видов дека некогаш сум на страната на едната вредност, некогаш на страната на другата вредност и долги години поминав многу и психолози, терапевти, работа на себе како едукант, како психотерапевт и сето тоа. На крај самата сватив дека ја во мене постои еден конфликт меѓу тие вредности, бидејќи се нели до некаде спротивставени. Татко ми е еден човек кој што е у голема мера беше понакај атеист приближен, а мајка ми пак е верник. И доста верува во Бог. И некако меѓутоа таа тема во моето семејство никогаш не се дискутирала, никогаш не се зборувала. Мајка ми едноставно како тивко да веруваше во Бог, не споделуваше нешто повеќе околу тие нејзини искуства и така натаму. И некако јас како да бев приклоната повеќе на таа другата страна, или на страната према татко ми и така натаму. И јас исто верував дека светот е материја, дека се е така тука нели составено и тоа се. Меѓутоа кога почнав да работам на себе со мојот терапевт со кој што нели се уште сме во контакт, сме колеги и така натаму, и како работев во себе, некако открив некои делови во себе кои што едноставно на никаков друг начин не можат да бидат допрени, не можат да бидат откриени или опишани освен да се искусат. И тука уствари дојдов до тие некои доживувања кои што може некому да му бидат чудни, на некои да му бидат паранормални, на некои да му бидат не знам какви, меѓутоа затоа кажувам, нели, секое духовно искуство е посебно. Секое духовно искуство е посебно и не може да биде определено како едно единствено. И можеби јас сум имала една слична ситуација како твојата, не до таков размер,
Пред 2-3 години ми излезе така еден полип на матката, не знаеа што е, беше тоа следено, требаше да се вади, па да не се вади. И некако во тој период многу активно медитирав. Можев да останам у таа некоја медитативна состојба и по 20 минути, по половина час и така натаму. И после некое време едноставно полипот го снема. И докторката се чудеше. Ме праша демек дали си на терапија, ја реков не. Вика па чудно е, вика демек може вика да се случи нели да го снема, меѓутоа кај тебе го снемало. Меѓутоа имам еден друг пример кој што исто така многу близок на моја баба. Значи на моја баба која што жената беше болна од тумор, значи беше болна од тумор, требаше да влезе во салата, да се оперира туморот. Во моментот кога влегоа лекарите во салата, видоа дека туморот го нема. Значи ова е мој близок пример од моја многу блиска баба која што ми е роднина и тоа мислам го знам. Жената е починала, се разбира, меѓутоа не почина од тумор, почина од природна старост. Нешто имала тумор, мислам. Имаше значи подлабок тумор, ако не се лажам, на мозокот или нешто така беше. И така тоа беше еден интересен случај и сите тие ситуации кои што едноставно се случија, кои што се случиле, ме навеле да поверувам во тоа дека да сигурно постои некоја сила во нас, која што дека тој Бог постои, меѓутоа Бог е и внатре во нас и сите исцелителни искуства, кои што меѓутоа тоа што го каже луѓето на погрешен начин веруваат. Бог на вистина нас може да не исцели од тие најдлабоки состојби, меѓутоа само ако ние внатре во себе се конектираме со тој дел во него. А некако луѓето здраво за готово го сваќаат тоа дека ако он оди да се напие таму од некоја вода, тоа ќе му помине, па така и не знам што, меѓутоа вистина е дека постојат примери во медицината и во психотерапијата, знаеме дека секогаш дури и статистички постои едно истражување кое што вели дека луѓето многу повеќе преживуваат во случај на тешки болести кога веруваат во Бог и кога се поврзани со подлабоката смисла на постоењето од тие другите нели кои што се даваат на страдањето, кои што имаат еден песимистички став и така натаму, а сите кои даваат на тоа некаква смисла дека тоа е некоја лекција од која што имаат што да извлечат тоа зло. Затоа тоа е многу важно да сватиме дека кога имаме чувство дека Бог не е добар со нас, ние треба да научиме лекција. Меѓутоа човечкото его е такво, врзано е повеќе нели за тоа, за телото, за материјата, а ние според телото одредуваме што ни прија, што не ни прија, па затоа тешко тоа го прифаќаме. Така да. Дечки, гледате дека темава е неисцрпна, вака можеме и до вечер, јутре да продолжиме. Ако некоја посебна дел од овие теми ве заинтригира или сакате да слушнете малце повеќе, пишете во коментар. Заследете Дора на Инстаграм, мислам дека моментално е најактивна, иако планира и YouTube канал да отвори, ќе бидете информирани за тоа посебно. Заследете не, пишувајте предлози за теми, гледате дека дури на вакви теми, каде што обично луѓето знаат очите да си ги извадат, може да се дискутира со почит, културно, и забележавте дека и јас и Дора имаме различни можеби светогледи во односта на нели на верата, на религијата, секој нас и на поинаков начин, можеби, на сличен начин го доживеал Бог. Но може да се дискутира со почитување, со толеранција и да се разменуваат на еден достоинствен начин овие идеи. Пак ќе кажам, заследете Дора на Инстаграм, имате нејзиниот Инстаграм ќе биде под ова видео и се гледаме во наредна прилика. Фала ти, Дора, уште еднаш за оваа иницијатива. Фала и на тебе, Бучко.